Далија Макарова била дома кога русите истрелаа проектили врз Киев. По потекло од Литванија, Макарова се омажила за украинец и се преселила во Киев пред повеќе од 4 децении. В кровати. Бев во кревет, покриена со кебе, и тоа ме спаси. 2 стаклени парчиња паднаа врз мене, но немав ниту една гребнатинка. Како компензација за штетата, Макарова добила еднократна готовина од околу $260 од украинската влада. Француската хуманитарна организација Акцет и додели уште $260, но тоа е недоволно. Тобто нам навіть Тоа е тоа. Не ни кажаа ни каде ќе живееме сега. Дома нема струја, газ, вода. Синој ќе најдовме за солниште во училиште. Спиевме во главната сала, на кревети. Локалните доброволци се собраа за да ги отстранат урнатините. Коли вже почалася Кога Русија изврши инвазија, ја презедовме одговорноста да комуницираме со локалното население и да помогнеме кога ќе се случи нешто вакво. Нападот на Русија погоди училиште во Киев, при што искрши околу 100 прозорци. Но и покрај големата штета, локалните власти поставија за солниште во училиштето за преживеаниот воздушниот напад. Волонтерите го отстранија скршеното стакло и ги покрија прозорците со иверица, за да ја заштитат просторијата од дожд и снег. Меѓу волонтерите е норвежанецот Томас Лунд. Тој волонтира и им помага на вооружените сили на Украина откако Русија ја нападна земјата пред речиси 2 години. Најпрво собирал донации во Норвешка и купил неколку дронови за Украина, но во средината на 2023 дошол во Киев за да помогне на лице место. Има многу земји кои помагаат многу и јас многу ги цена, но секој треба да се вклучи. Сирената за воздушен напад повторно се огласува. Волонтерите мора да ја прекинат работата и да се упатат кон засолништето. Не преземајќи никакви ризици поради опасноста по живот, жителите на оштетената зграда се упатуваат кон соседното засолниште, откако загубија неколку соседи при претходните воздушни напади.